Почитувани, Кочо Ангјушев е еден од побогатите бизнисмени и трговци во Република Македонија. Но во моментот Кочо Ангјушев е втор човек на македонската влада. Тој добива пари од граѓаните и има огромна моќ, но и голема одговорност. Затоа неговите изјави и потези не смее да се сватат наивно и несериозно. Тие се практично ставови и чековори на македонската влада. Во идеална ситуација, тие мора да бидат на линија со македонските државни и национални интереси. Целата јавност беше сведок дека Ангјушев од позиција на вице-премиер срамно лицитираше со имиња за Република Македонија и кажа дека за него е прифатливо промена на името на државата. Тој дури нафрлаше и имиња Горна, Северна и Нова Македонија, кои, како што кажа, за него се прифатливи. Набргу, по ваквата изјава на вице-премиерот Ангјушев, следеше информација дека грчката државна компанија за производство на електрична енергија ќе ја купува ЕДС на Кочо Ангјушев. Информација која ја потврдија и од фирмата на вице-премиерот. Можне симптоматично е што истовремено, додека засилено се одвиваат преговори помеѓу Грција и Република Македонија, во услови кога Заев е убеден дека ќе го реши името, а Ангјушев лицитира со имиња на државата, неговата фирма е предмет на интерес токму на грчкото електростопанство. Кочо Ангјушев мора да ги острани сите сомнежи дека продажбата на неговата фирма би се користела за евентуална награда за решавање на спорот за името по волја на Грција. Тој треба да каже на јавноста која е реалната вредност на неговата фирма. Постои сериозна загриженост во јавноста дека разликата од реалната и продажната вредност би можеле да бидат надомест за промена на името на Република Македонија. Во минатото имавме сведочење на покојниот претседател Киро Глигоров, во кое тој сведочеше дека и тогаш високи функционери на СДСМ му нуделе високи финансиски подароци од грчка страна само за да се согласи на промена на името по грчки терк. Македонското име и идентитет немаат цена. Јавноста се повеќе интересираат овие прашања и очекуваат одговор од Ангјушев. ВМРО ДПМН потенцира дека нема да се согласи на промена на уставот со цел промена на уставното име, ниту на решенија кои задираат во македонскиот идентитет и го негираат постоењето на македонскиот јазик и народ. Благодарам.